Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добар ден, ви благодарам што ја пладнесителе вашиот избор за вести. Левица бара интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во собранието денеска пред почетокот на седницата предвидена за пратенички прашања од опозицијската партија побара интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, а барањето е поради непостапувањето на МВР и на Тошковски во повеќе области. Во собранието денеска е колешката Катерина Нешкова, кате на што се темелат барањата на опозицијската партија за интерпелација на министерот. Добар ден, Тамара. Така е, пред почетокот на седницата, на редовна седница за претенички прашања, лидерот на Левица Апасиев излезе со информација дека поднесуваат денеска интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Се работи за втора интерпелација која што Левица ја поднесува за овој министер. Претходната беше минатата година. Дел од претходната интерпелација се пресликува и во ова. Се работи за 17 точки кои што ги детектирале од Левица за тоа каде постапувањето на министерот и на министерството со кое што раководи потврдува. Меѓу останатите, овие 17 точки се поделени во, како што велат, во 6 дела. Меѓу точките кои што се споменуваат се и кукниот притвор на Артан Груби, како и запирањето на постапката за мазут, иако се работи за случаи кои што веќе се во рацете на обвинителството и на судството. Од Левица сметаат дека сепак одговорност има и кај МВР, бидејќи не постоела соработка со обвинителството за организиран криминал, ниту пак доказите кои што биле обезбедувани од страна на МВР биле соодветни. Исто така, во дел од интерпелацијата се зборува и за случаите со семејно насилство, потоа споменуваат и некои тендери, меѓусебна поврзано со министерот, како и случајот со дискотеката, изгорената дискотека во Кочани, имајќи предвид, како што рече Апасиев, дека дел од оваа постапка е завршена особено во делот на полицајците. За тоа што точно све има во интерпелацијата и кои се очекувањата на Апасиев, гледаме во изјавата. Интерпелацијата е поделена во 17 точки, групирани во 6 глави. Првата се однесува на саботирање на истрагите и злонамерна несоработка со ОЈО за гонење на организиран криминал и со корупција со цел заштита на политички мокњици и коалициони партнери на власта. Алудираме на несоработката во случајот шпионажа кај највисокиот државен врв, потоа непостапување за откривање криминал со надзорот во Бехтел и Енка, на кој што ќе треба да одговори министерот пред пратениците, и непостапување кај диоградбите во Чаир, предводени од неговиот коалиционен партнер Изет Меджити. Втората глава е неказнетиот криминал на белите јаки и селективното постапување на МВР пропратено со партиско-политички мотиви. Една точка е посветена на куќниот притвор за Артан Груби по склучениот дил со Дуи, чиј лидер, да подсетиме, се уште има државно обезбедување. Следното е запрената постапка за милионскиот криминал со канцероген мазут. И третата глава се однесува на креирање на приватна партиска полиција или познатата ВМРО-МВР од прислушкуваните разговори на Гордето, заради владино прикривање и таргетиран политички реваншизам кон опозицијата. Алудираме на командната одговорност и полициските пропусти кои доведоа до трагедијата во Кочани. Ова е попатно споменато, бидејќи имавме една посебна интерпелација за тоа, но веќе има пресуди против полицајците. И следното е незаконитиот претрес кај директорката во училиштето во Демирхисар. Четвртата глава е посветена на непостапување на македонската полиција во случај на семејно, врсничко и родово базирано насилство и говор на омраза. Така, тоа се главно точките на кои што Апасиев ја базира оваа интерпелација, инаку тој очекува поддршка за ваквата интерпелација од страна на опозицијата, иако е свесен дека власта е таква што го има мнозинството и тешко е дека оваа интерпелација ќе помине, но вели дека она што го очекува е барем да се отвори силна или жестока дебата во собраниската сала по овие прашања. Инаку ова е последен четврток во месецот, тука е редовната седница за пратенички прашања
прашања. Вообичаено првите пратенички прашања припаѓаат на опозицијата. Денеска честа да постави прв прашање имаше Фатмир Битики од СДСМ. Темата е секако задолжување, она што беше и претходно тема на опозицијата во изминатиот период. Прашањето беше поставено до секторот финанси, одговараше заменикот Јанкуловски. Инаку опозицијата и понатаму тврди дека задолжувањето е преголемо, додека власта вели дека долговите се сервисираат, и тоа долгови кои што се направени во времето на СДСМ и ДУИ. Еве дел од дебатата. Кажете како ќе објасните дали владата во јуни подготвува ново задолжување од околу 350 милиони евра за остатокот од еврообврзницата и на кој начин планира да се обезбеди тој износ. И ова најавено задолжување од ваша страна треба да се гледа во целокупниот контекст на долгот. Во декември 2023 година јавниот долг беше околу 8,5 милиарди евра. Денес, според бројките што ги дискутиравме во собранието, долгот се движи на околу 10,8 милиарди евра, без новиот заем од 260 милиони. Со него приближно 11,1 милиарда евра. Ако на тоа се додаде можната нова должничка епизода од околу 350 милиони евра во јуни, јавниот долг би се движил кон 11,4. Но тука сметам дека не завршува. Ова задолжување беше во склоп на планираното со буџетот за 2026 година. Оној дел од надворешното задолжување кој што го планиравме, овој заем припаѓа во тој дел. Јавноста беше добро запознаена, од владата бевме задолжени и Министерството во крајно транспарентна постапка до 300 милиони евра доби задолжение да Министерството распиши постапка. Таа постапка беше крајно транспарентна, се добија 8 понуди на кои се избра најдобрата, најрелевантната и со најдобри пазарни податоци и поволности кои што ги нудеше финансискиот пазар во тој дел. И тоа може слободно да го проверите со заемите кои што беа земени од заемите во регионот, исто за финансирање на буџетски. Така, само за крај да споменеме дека во моментов одговара и премиерот Мицкоски на прашање поставено од Скендер Реджепи, кој што се однесува на уставни измени, но овој пат во делот на тоа кога оној процент од 20% за користење на службен јазик би бил заменет со албанскиот. Деталите од прашањето и од одговорите на премиерот, како и останатите пратеници и останатите министри ќе ги имаме и во 16 часот. Денеска има еден плоден ден во парламентот, се очекува и брифинг на собранискиот спикер Гаши, па така целата слика ќе имаме во попладневните вести. Катерина Нешкова околу политичките прашањата на пратениците кон извршната власт и барањето за интерпелација на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Кате, ти благодарам за ова вклучување. А судскиот процес против апелациониот судија Ѓоко Ристов започна денеска, откако во домот на неговите родители во Неготино беа пронајдени 350.000 евра задзидани во Куински зид. Обвинителството го товари за противправно стекнување и прикривање имот, бидејќи не ги пријавил средствата кои значително ги надминуваат неговите законски приходи. Случајот се отвори откако адвокатот Фехми Стафа беше фатен при примање подкуп, за кој тврдел дека е наменат за судијата Ристов. Во кривичниот суд е колегата Зоран Јановски, кој го следи почетокот на овој судски процес. Зоран, до каде е процесот, дали заврши и може би имаме некои изјави од обвинители или одбраната на Ристов? Да, денес овде во Скопскиот кривичен суд започна судскиот процес против апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, во чиј дом на неговите родители беа пронајдени 350.000 евра на почетокот од годинава. А како што тврдат од обвинителството, овие пари се на судијата Ѓоко Ристов. Тој е обвинет за кривичното дело против правно стекнување имот и перење пари. На почетокот од судскиот процес тој рече дека разбира зашто е обвинет,
судот меѓутоа ги негираше и двете кривични дела. Според јавното обвинителство пак постојат докази со кои пред судот ќе се покаже дека овие 350.000 евра судијата ги стекнал на нелегален начин. Како што потенцираа од јавното обвинителство, парите биле сместени во фолии во зидот од домот на неговите родители во Неготино, биле сместени во 13 пакувања во апоени од 500 и 200 евра, за кои, како што рече јавното обвинителство, тешко се наоѓаат и во менувачниците, меѓутоа и во банките. Имаме изјава од обвинителството, да ја погледнеме. Перењето пари секогаш подразбира нелегален имот, но стандардот и степенот на кој треба да се покаже дека таквите пари и имот потекнуваат од казниво дело, по конкретниот случај со перењето пари, е на стандард, на степен на основано сомневање. Тоа е нешто што е законска материја, произлегува од мноштво конвенции и меѓународни акти кои ги усвоило и нашето законодавство, и е просто неспорно дека тие дела не мора, предикативното кривично дело кај перењето пари е доволно да се докаже на степен на основано сомневање. Не и вон разумно сомневање, кој стандард е потребен за докажување на самостојно кривично дело. Инаку во својот воведен говор, кој траеше точно половина час, обвинетиот апелацијски судија Ѓоко Ристов, цитирајќи закони од членови од кривичниот законник, тврдеше дека тој не е сторител на двете кривични дела и дека не постојат доволно причини и основ тој да биде гонет по овие кривични дела, бидејќи, како што тврдеше, тој како судија немала допир со службени пари, па заради тоа и не можел да одговара за овие кривични дела. Има, според неговата одбрана, пак во судницата обвинителството се обидува да ја спроведе теоријата, зидовите зборуваат, доказите молчат. Еве изјавата од одбраната на обвинетиот Ѓоко Ристов. Нашата теорија на случај дека обвинителството нема случај. Дека кај него зидовите зборуваат, доказите молчат и дека секојаш сензацијата е пред презумпцијата кај обвинителството. А би требало да биде обратно. Малку да биде на прво место презумпцијата, а после тоа сензација во јавноста, па пред да се излезе со некои тврдења, да се обезбедат докази, а не да ги бркаме доказите сега во судница. Фино ви објасни обвинителката дека обвинувањето за прикривање на имот и незаконито стекнување е поврзано со коруптивни действија. Арно има одговор и на 500 пати ваши прашања, нема која е таа коруптивна сделка, кој е тоа примен подкуп, кој е тоа предмет, кој е тоа лице. Инаку за овој случај кој што беше откриен на почетокот од годинава, неодамна беше изречен и затвор во трајање од 15 месеци против поранешниот државен правобранител, а сега адвокат Фехми Стафа, кој беше фатен со подкуп од 20.000 евра, пари за кои јавното обвинителство тврди дека требало да завршат во рацете на апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, за тој да влијае да не биде изречен притвор за клиентот ѓаволот кој всушност го застапувал Фехми Стафа. Деспина, односно Тамара, наредното судско рочиште за овој процес е закажано за 9 јуни, меѓутоа за се она во детали што се случуваше денеска во судницата во Скопскиот кривичен суд за овој предмет гледаме во вестите во 16. Зоран Јаневски за еден доста скандалозен случај во македонското правосудство. Зоран, ти благодарам за овие информации. Откако не беше прифатен предлогот за референдум на СДСМ од страна на владата, денеска опозицијската партија прашува како нема пари за референдум, а има за криминални тендери и нови авиони. Владата на Мицкоски призна дека нема пари ниту за организирање референдум на кој граѓаните треба сами да одлучат за својата иднина. Пари има само за криминалната група на ВМРО и нивните криминални тендери. Нема пари за граѓаните, нема за повисоки плати, нема за минимална плата од 600 евра, нема пари за мерки, нема пари за субвенции за земјоделците. Нема ниту за референдум на кој граѓаните треба да одлучат за својата судбина, за иднината на своите семејства, за иднината на своите деца.
Измените на законот за нефер трговски практики се подготвени и според заменик министерот за економија летово треба да бидат изгласени во собранието. Казните за непочитување се зголемуваат за 10 пати, а се воведуваат и казни за добавувачите. Ристевски вели државата е подготвена да се справи со сите предизвици кои доаѓаат поради енергетската криза. Веќе увидовме некои технички пропусти во законот, тие ќе бидат изменети, посебно околу прецизноста на склучувањето на договорите помеѓу добавувачите и купувачите и посебно во зголемувањето на казнената политика. Оние кои нема да го почитуваат законот, има 10-кратно поголеми казни. Тоа го најави премиерот, го најавуваме и ние, меѓутоа новитет ќе биде и добавувачите да имат казни во таа казнена политика од законот, бидејќи оние кои ги поддржуваат нефер трговските практики од страна на трговците на некој начин се соучесници во сето тоа на грбот на крајот од денот на грбот од граѓаните, бидејќи сето тоа преку цената го плаќаат граѓаните во Република Македонија. Па како влада видовте дека имаме капацитет да се справуваме со вакви кризи кои ги имавме во овие 2 години, бидејќи кризата и предизвикана од едно лошо економско владење од претходната влада ја трпи токму ова влада преку враќање на стари долгови, лоши законски решенија и да речам лоши мерки кои ги спроведувале, кои што на некој начин како бран се пренесува во наредниот период. Ние успеавме да смириме инфлацијата пред да почне светската економска криза и беше проектирана на 2,5 до 3% од страна на Народна банка и владата, меѓутоа сигурно ќе имаме малку повисока инфлација, ќе гледаме да биде во рамките на тие можности и владата во иднина е спремна да ги спроведува сите законски можности и решенија, дали тоа ќе биде во однос на ограничување на цени во иднина или пак во однос на намалување на ДДВ на одредени, например на основни прехранбени производи и така натаму. Трагедија ноќеска го потреса главниот град Скопје. 85 годишна жена го загуби животот во пожар во семејна куќа во Пинтија. Според информациите, огнот избувнал во текот на ноќта. Жената која живеела во куќата со својата ќерка не успеала да се спаси. Смртта ја констатирала итната медицинска помош, додека на присутните им била укажана прва помош. Пожарот бил изгаснат од противпожарната бригада, причините за несреќата допрва ќе се утврдуваат. Полицијата врши увид на местото на трагедијата. Денеска во 1 часот и 48 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека во куќа сопственост на СК, а во која живеела и незината мајка 85 годишната МВ во населба Пинтија во Скопје настанал пожар. Од повредите здобиени од пожарот починала МВ, а смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Пожарот е изгаснат од страна на бригадата за противпожарна заштита Скопје, а во текот на денот ќе биде извршен увид. Здравствените власти започнуваат координирани активности на локално ниво за да им помогнат на граѓаните полесно да се откажат од пушењето цигари, а за прв пат на есенцијалната листа на лекови се вклучени никотински фластери и гуми за чвакање. Се подготвува и нов закон согласен со европските стандарди со цел долгорочно намалување на зависноста од тутун и заштита на јавното здравје. Министерот за здравство Алио посочи дека овие мерки се дел од пошироката стратегија за справување со штетноста од пушењето цигари и подигнувањето на свеста кај населението. Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови и во неа првпат се ставени лекови за одвикнување од пушењето и контрацептивните средства, а тоа се трансмедалните фластери и никотинските гуми за жвакање. Целта е да се зголеми нивната достапност во нашата држава, да бидат препознаени од јавноста, исто така од фармацевските компании за нивната потреба, да се користат и да може автоматичните лекари да ги препишуваат истите. Градежните работи на студентскиот дом Стив Наумов влегуваат во завршна фаза. Од октомври студентите повторно ќе можат да се вселуваат и во Стив Наумов и во Кузман Јосифовски Питу. Од новата академска година Министерството најавува реконструкција и на уште 7 студентски домови низ државата со цел подобрување на условите за сместување на студентите. Надлежните очекуваат со обновата да се зголеми капацитетот и енергетската ефикасност на домовите, а студентите да добијат подобри услови за живот и студирање.
И од сега натаму нема бркање глодари, нема бркање инсекти, ќе имаат и соодветна храна, ќе имаат соодветно сместување, нема лепење прозори, нема лифтови што се клатат, нема топла вода, нема струја. И како што можете да видите, ова е сосема реално, не е како она што го прикажуваа едно време наши опотенти на слики како студентски град. Ова постои и студентите од октомври ќе бидат тука. Условите биле ужасни, апсолутно немало услови за нормален живот. И во Кузман, исто и во Стив. Сега кога да влезете ќе видите и знам, нормално ние сме како инвеститори, пратиме како се одвиваат работи, се ново, буквално нови згради со централно грејење, ладење, тоалети нови, буквално нов намештај ќе бидат и ви споменав и преска. Тврдам, бидејќи имам соработка со сите домови од регионот, ќе имаме најдобри домови во регионот и пошироко. Од приполно до речисти испразнето, нивото на Охридското езеро постојано варира, што според екологистите остава сериозни последици врз растителниот и животинскиот свет. Покрај временските услови, како причина се посочува и човечкиот фактор, односно регулирање на водата преку Црн Дрим. Какви се последиците и колку е загрозено најстарото езеро во Европа, Нина Аритоновска. Состојбата на Охридското езеро постојано варира. Врнежите од дожд изминатиот период го зголемија нивото, но постојаните осцилации влијаат врз растителниот и животинскиот свет. Охридското езеро од преполно до испразнето предизвикува драстични негативни промени. Што водата на Охридското езеро треба да биде стабилна. Видите, знаете зошто? Затоа што кога ќе дојдат да се држи на кота 693-4 или нешто, да не оди на крајно, затоа што водата да се движи, да онаде. И затоа што ако имаме големо полно езерово до крај на 693-4 до 80, значи повеќе не може движење и реките се полни, како се годинава што се деси, тога и постои големи особини да со самото движење јузападниот дел од езерото, значи и албанскиот и нашиот дел е тектонски нестабилен и може да дојде до спуштање нивото, пазете, тоа е опасна работа, до спуштање на нивото на водата и да дојде до распукување во подземјето на езерото. Екологистите години наназад алармираат дека влијание врз честите осцилации на водостојот, покрај временските прилики има и човечкиот фактор, со регулирање на нивото преку испуштање на водата со отварање на портите кај истекот на реката Црн Дрим. Видете, влијаат затоа што ако е полно езерото вода, пастрнката и рибите повеќе се движат према нашиот дел. Да ви кажам дека тоа е битно. Ако да ни е намалена многу водава на Охридско езеро, повеќе идат во албанскиот дел, затоа само има повеќе води кои се движат во езерото и богата е со кислород самата вода. Добрите познавачи укажуваат дека организмите во Охридското езеро се прилагодливи на природни осцилации, но дополнителните осцилации негативно се одразуваат на целокупниот екосистем, но и на градежните објекти во крајбрежјето. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Соединетите Американски држави повторно